Поделба на носиите според местоположбата и годишните времиња. Планинска и полска носија. Тргнувајќи од основните географски карактеристики на најголемиот дел на Република Македонија. Од раздробеноста на нејзиниот релјеф, во многобројни котлини и населби, обкружени во голема мера со пространи планински масиви, има појава на повеќе јасно издиференцирани носии. Например, природниот амбиент и специфичните климатски услови во планинските предели условиле појава на посебно топли облеки. Важен удел во тој поглед имала главната стопанска гранка – овчарството. Волната добивана преку оваа стопанска гранка представува основна суровина за изработка на носијата. Оттука, таа по својот основен карактер е планинско-сточарска носија. Во поголемиот дел, ридско-планинските предели, каде што скоро подеднакво е застапено сточарството и земјоделието, носијата представува премин помеѓу планинската и полската, во полско-рамничарските предели. Во нив, земјоделието е основно занимање, а во составот на носијата преовладуваат повеќе платнени делови, од коноп, лен, памук, па дури и свила. Летна и зимска носија. Во зависност од годишните сезони, повеќето носии, повеќе или помалку, се издиференцирани на летна и на зимска носија. Кај изразито планинските носии, како на пример во Мариово, носијата на мејаците, носијата во Радовишки шоплук и други, не постои поделба на зимска и летна носија. Кај нив зимската е истовремено и летна. Оваа диференција кај машката мијачка носија не постои од веќе наведените причини, бидејќи мијаците како сточари живееле во приближно изедначени услови зимно време во низините со блага клима, а во летниот период во планинските предели со поостра и посвежа клима.